Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува богатството на бои, раскошот од облици, а исто така и долготрајноста на цветните главици ги прават хризантемите омилени растенија во градината. Хризантемите се развиле од многубројни видови од Источна Азија и се од сложено хибридно потекло. Развиени се цела низа типови цветови кои се класифицирани според обликот и распоредот на цветовите и венечните ливчиња во самите цветни главици, но исто така и според периодот на цветање. Изворно, хризантемите раѓаат по неколку цветни главици на едно стебленце во вид на китка. Кога од китката ќе се отстранат сите странични пупки во раниот период на растење, останува само темената пупка која раѓа многу покрупна цветна главица. Хризантемите со рано цветање раѓаат цветови од доцна лето до рано на есен и се одгледуваат на отворено. Хризантемите со доцно цветање се одгледуваат во садови на отворено во текот на летото и потоа се внесуваат во стаклена или во зимска градина, каде што ќе цветаат од есен до доцна во зима. Одгледувањето на хризантемите со рано и доцно цветање е многу слично, иако оние што се одгледуваат за изложба бараат значително повеќе време и внимание. Интересни се џуџестите хризантеми, кои цветаат од доцна лете до средината на есента, а се одгледуваат на отворено во цветници или во леи. Сортите со рано цветање обично се нарачуваат од професионални одгледувачи и тоа напролет. За да бидете сигурни дека ќе изберете саканата нијанса, најдобро е да дојдете да ги погледнете растенијата во периодот на цветање или да се потпрете врз фотографиите од многубројните каталози. Кога растенијата целосно ќе се одомаќинат во градината, треба да се обележат оние со силен раст и со убави цветови, за да можете подоцна да ги искористите за размножување со резници. Хризантемите со рано цветање бараат сончево и засолнето место. Најмногу сакаат добро дренирана, сладко-кисела почва со pH вредност од 6,5. Почвата треба да се подготви доцна на есен или рано во зима со додавање на значително количество органски материи. Наскоро по садењето, растенијата треба да се сопрат. Оваа постапка се темели врз откинувањето на врвовите што растат за да се разбуди развојот на страничните фиданки кои донесуваат цветови. Кога страничните фиданки се долги 8 см, намалете го нивниот број. За сортите што се одгледуваат, по 4 фиданки на едно стебленце се доволни за добар изглед на растенијето. Треба да се остават 4 до 6 фиданки кога станува збор за сорти што се одгледуваат со отстранување на пупките, а само 2 до 3 ако станува збор за одгледување на сорти за изложба. Околу 1 месец по сопирањето на растењето, откопајте го и залејте со раствор од ѓубриво во сооднос 70 грама на метар квадратен. По 1 месец повторете го прихранувањето за да поттикнете посилно растење. 7 до 8 недели по сопирањето на растењето, на страничните фиданки треба да им се појави главната, односно темената пупка, обкружена со мали фиданки. Ако сакате да имате само по една цветна главица, отстранете ги сите нови фиданки што избиваат на страничните фиданки. На тој начин, темената пупка ќе може да се развива непречено, а секоја странична фиданка ќе носи по една цветна главица. Редовно заливајте ги растенијата и прихранувајте ги со избалансирано течно ѓубриво секоја недела или секои 10 дена, додека пупките се во развој. Со прихранувањето треба да се престане непосредно пред пупките да почнат да добиваат боја,
цветните главици за да не станат меки и склони кон оштетување. Хризантемите со рано цветање може да презимат на отворено само во краишта со блага клима, каде што нема мраз. Во постудените предели најдобро е растенијата да се извадат и да се складираат. По последно време, џуџестите хризантеми стануваат се попопуларни. Се садат директно во цветниците или во леите, односно во садови за внатрешни дворови. Најповолните услови за растење за одгледување на отворено се многу слични на условите што им се потребни на хризантемите со рано цветање, а условите за одгледување во садови се исти како и оние што им се потребни на хризантемите со доцно цветање. Разликата единствено се состои во тоа што на џуџестите хризантеми не им се отстрануваат пупките. На отворено се садат доцна напролет и тоа во леи на растојание од 30 до 40 см или по 3 растенија во сад со пречник од 30 см. Стопирањето на растењето се спроведува веднаш и повторно кога страничните фиданки ќе достигнат должина од 5 см. Доцна зиме или рано напролет земете резници од оние џуџести хризантеми што ги одгледувате во садови и оставете ги да пуштат корења во ротелиштето. Резниците на џуџестите хризантеми што се одгледуваат на отворено се земаат во средина на пролетта. Кога ќе пуштат корења и ќе станат отпорни, пресадете ги резниците на отворено во земја или во сад. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.